Почитувани ученици, родители, наставници и граѓани. Пратениците на СДСМ денеска ќе го достават до парламентот предлог измените на законите за основно и средно образование, што се однесуваат на укинување на екстерното тестирање. Очекуваме по скратена постапка да се донесат пакет законските измени и уште од оваа година да се укине екстерното тестирање за учениците од основното и средното образование. Ветивме дека помеѓу првите наши приоритети ќе биде укинувањето на штетниот, така наречен проект екстерно тестирање, што предизвика трауми кај учениците, стресови кај родителите и казни за наставниците. Сакаме да ги заштитиме учениците, родителите, наставниците и професорите уште оваа година, да не треба да поминуваат низ голготата, низ која што поминуваа години наназад. Овој така наречен проект даде негативни резултати, наместо да влијае на подобрување на образовниот процес. Обратно од сево ова, новата влада и новото парламентарно мнозинство се цврсто определени да работат на решенија што ќе придонесуваат за квалитетно образование, од кое што ќе излегуваат оспособени и стручни кадри. Ке работиме како што ветивме, не преку казни, туку по принципот на награди. Така ќе ги мотивираме учениците, наставниците и професорите, училиштата да се заложуваат за резултати во образованието, како важен сегмент кој што ќе се развива, преку кој што ќе се развива и општеството во кое што живееме. Ке се заложиме да бидат испочитувани сите парламентарни процедури и оваа година екстерно тестирање за учениците да нема. Ги повикувам сите политички партии да го поддржат овој наш предлог во интерес на учениците, наставниците, родителите и граѓаните. Благодарам. Повелете со прашање. Кога спомнавте измени на закон, ајде. Кој ќе ги поднесе измените на изборниот законник и дали е и тој текст веќе во процедура на подготовка? За тоа ќе бидете дополнително известени. Што се однесува до овој закон кој што го спомнав, ќе го поднесе пратеничката група на СДСМ и на коалицијата. Се надеваме дека час поскоро ќе се најде на дневен ред, бидејќи сите очекуваат процесите во оваа држава да тргнат напред, вклучително и она што вие го спомнавте, сите очекуваат да имаме функционална влада и функционална локална самоуправа и дополнително да почне веќе да се спроведува она што го ветивме ние во програмата, а граѓаните го гласа и го поддржаа. Ај уште едно подпрашање во врска со законот што денеска го поднесувате. Додека не бидат изгласани измените во законот, дали ќе побарате од Министерството за образование да го стави во мирување екстерното тестирање кое што веќе е на почетокот на наредниот месец? Токму затоа, бидејќи, како што кажав, ова го ветивме на граѓаните, јас би рекол огромен дел од граѓаните го поддржаа овој наш предлог, бидејќи се свесни за стресот кој што екстерното тестирање го предизвикува кај учениците, а со тој кај родителите и кај наставниците кои внимаваат да не бидат казнети. Ова е еден од начините да не чекаме повеќе и час поскоро да можеме да го укинеме екстерното тестирање. Дополнително се она што го спомнавте вие, се што е во рамки на законот и во рамки на нормалните демократски процедури низ институциите, ние ќе гледаме да го искористиме за час поскоро, односно оваа година да направиме се што е во наша можност да нема екстерно тестирање за учениците од основното и средното образование. Како што кажа вчера и председателот Заев, рокот знаете дека е 20 дена за преговори и за доставување на владиниот состав и владината програма до собранието. Ние час поскоро ќе гледаме сите овие процеси да ги завршиме. Не би сакале да чекаме 20 дена, напротив, како што рече и председателот, ние би сакале, ако може и во првите 10 дена, да завршиме и процесите да тргнат напред. Тоа значи дека денови веќе имаме сериозни разговори и преговори со сите потенцијални коалицијски партнери, се со цел да имаме функционална влада во интерес на граѓаните. Спомнавте разговори со партнерите. Дали деновиве денеска или утре ќе се сретнете со Ахмети и со Алијансата за албанците? Верувам дека ќе се сретнеме, ќе бидете дополнително како гласило на граѓаните известени
навремено како што било и до сега. Дали е вистина дека вице-премиер за економски прашања во реформската влада ќе биде од стопанските комори? Ние, како што знаете, и во периодот пред изборите, за секое законско решение или за секоја област разговаравме со оние кои што се најстручни и кои што се најзасегнати во таа област за која што се разговара во моментот. Не би сакал да навлегувам во кадровските решенија во моментов. Повторно ќе кажам, ќе бидете навремено известени, ние сме покажале дека сме транспарентни во секој процес кој што го водиме во државата, ќе продолжиме исто така. Како ја коментирате изјавата од вчера на Иванов, со што побара амнестија од насилниците од 27 април? Дали има расположение кај парламентарното мнозинство за такво нешто? Амнестија за насилници, за луѓе кои направиле тежок криминал, направиле финансиски криминал или слично, воопшто немаме намера да разговараме за такво нешто. И околу и средбата утре што треба да се реализира за работните групи, кои се вашите очекувања за утре? Очекувањата се дека и кај нашите потенцијални коалицијски партнери, исто како и кај нас, постои интерес час поскоро да се формира реформската влада, бидејќи доволно долго страдаа граѓаните поради она што го направи Ѓорги Иванов и ВМРО-ДПМНЕ, така да мислам дека и ние и нашите потенцијални коалицијски партнери во идната реформска влада сме свесни дека час поскоро треба да се придвижат процесите. Верувам дека брзо ќе има разврски и дека брзо ќе имаме реформска влада. Дали очекувате обструкција од страна на примерот ДУИ за министерските места кога ќе дојде момент за тие да се определат? Не очекуваме обструкции. Повторно ќе кажам, мислам дека сите сме свесни дека на Република Македонија е потребно час поскоро реформска влада, особено откако вчера го доби нашиот председател господинот Зоран Заев мандатот. Сметаме дека тоа е приоритет и за нас, и за Република Македонија, меѓутоа најбитно од се приоритета за граѓаните час поскоро да има функционална влада. Не очекувам дека ќе има некакви посериозни проблеми. Рековте дека очекувате формирање на влада за помалку од 10 дена, истото го кажа и Заев вчера. Дали тоа значи дека предлог програмата за состав на новата влада е веќе готова и која ќе биде доставена до собранието? Знаете дека ние имавме и во изминатиот период предлог на владина програма, која што беше на некој начин еден од доказите кои што требаше да му докаже на Ѓорги Иванов дека никој нема намера воопшто да направи нешто спротивно на интересите на граѓаните во Република Македонија или да го промени унитарниот карактер, така да имаме основа за владината програма. Мислам дека и тоа ќе биде брзо. Повторно ќе кажам, се во интерес на граѓаните побрзо да добијат реформска влада која ќе испроведе потребните реформи во Република Македонија. Најверојатно така ќе биде. Благодарам и на вас.